Оваа среда ќе ве однесеме накусо за содржините што ги носи градот Штип. Средношколците од Штипското текстилно училиште ќе дизајнираат облека со нашата почитувана Ирина Тошева. Инаку во четврток започнува прва работилница, поточно во текот на утрешниот ден, и тоа, како што кажавме со Ивана, во Средното текстилно училиште Димитар Мирсачиев во Штип ќе имаат можност да дизајнираат парчиња облека со познатата Ирина Тошева. Работилницата започнува, секако и ќе видиме како ќе се покажат новите студенти кои што имаат можеби една фина текстилна нишка во себе. Да, но и одлична можност да го Одлична можност. Да го покажат. Ајде ќе видиме што подготви нашата дописничка Викторија. Текстилната индустрија преживува. Проблемите се провлекуваат неколку години наназад. Еден од најгорливите е недостатокот на работна сила за оваа трудоинтензивна гранка. Младите се незаинтересирани да учат или да се квалификуваат за работа во конфекциите. Се прават обиди и напори средношколците и студентите запишани во средните текстилни училишта или на технолошко-техничките факултети да останат во своите родни места. На старото текстилно училиште Димитар Мирашчиев во Земјава, кое е лоцирано во градот на текстилот, доби поддршка од УСТЕИТ, Министерството за образование и наука и бизнис секторот. Од четврток почнуваат работилници за учениците кои имаат можност да дизајнираат парчиња облека со познатата модна дизајнерка Ирина Тошева. Ќе бидат вклучени ученици од нашето училиште, десетина, со оглед на расположливите машини кои што ги имаме во нашата работилница, со цел да ги изработиме моделите според упатствата од познатата дизајнерка. А манекенките ќе бидат од гимназијата од Штип. Целта на овој проект е да самите млади ученици го осмислат и го остварат својот пат и својата визија кон оваа значителна професија во однос на текстилното инженерство. Во Штип останаат две текстилни компании кои имаат собствен бренд и своите производи ги продаваат низ земјава, но и ги извезуваат во странство. Една од нив донираше опрема и рециклиран материјал за да учениците и нивните професори го реализираат овој проект. Наша цел и интенција со денес овде сите сме собрани да вложиме максимална поддршка за Средното текстилно државно училиште, така што младите, нашата идна перспектива да се насочат, да почнат да размислуваат за занаетчиските професии. Колку според вас младите, тоест компаниите во Штип, конкретно текстилните компании, може да се потпрат на младите кадри? Па, наша интенција, со овој денешен настан и сите настани кои што тек ќе следат, проектот на УСЕИТ и модното ревијално представување, текстилијада, патрониот празник на самото училиште. Наша интенција е да ги вратиме младите да не се одливаат не само од државата, туку и од нашиот град. Просечната старост на текстилните работници во Штип, но и во другите градови каде што доминира оваа индустрија, достигна веќе околу 50 години. Шивачките на странските брендови, но и на домашните, за десетина години ќе нема кој да ги замени. Во моментов компаниите кои имаат собствени брендови не стравуваат од кризата. Текстилната индустрија е дојдена во фаза на опстанок во моментот. Така да компанијата Стибо како општествено одговорна компанија го има заштитено својот бренд Стибо и за разлика од другите компании не зависиме толку од странскиот купувач, нарачател. Имаме свое производство, своја колекција, извозно ориентирана компанија, која што своите капацитети во, да не речам, околу 80% ги покрива со своето производство. Значи, че немате криза, сакате да кажете, потешко ти во работата? Па, секогаш мислиме позитивно и се надеваме на позитивни прогреси. Работилницата и обуките за штипските средношколци од текстилното училиште
е дел од настаните во 8 општини, по повод 30 години соработка меѓу нашата земја и УСАИД.